Добро вечер, добар ден, поздрав до сите учесници на петите поред корона диалози кои ги организира Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, и една од денешните теми ја наметна една од нашите единици, тоа е Техничкиот факултет, влијанието на пандемијата врз транспортната и комуникацијската стратегија на Република Северна Македонија како резултат на нови регионални и глобални предизвици и потреби. Во вистинско време доаѓа оваа тема да ја отвориме во академската јавност со најповиканите, министерот за транспорт и врски, господинот Горан Сугаревски, директорот на Агенцијата за цивилна и воздушна пловидба, доктор Томислав Тунтев, и представници од академската заедница, професор доктор Верица Дамчевска од Техничкиот факултет, колегата професор доктор Зоран Кракутовски од Градежниот факултет и колешката Јасмина Буневска-Талевска од Техничкиот факултет од Битола. Дали ова глобална пандемија ќе го запре процесот на транспорт, врски и комуникации, како што се запре за еден момент транспортот на стоки и луѓе помеѓу најголемиот дел од државите? Колку пандемијата ќе придонесе за промена на дефинираните насоки, конкретни правци, идни можни инвестицијски планирања и целокупниот транспортен инфраструктурен елемент и развој на севкупниот систем во земјата. Докаде државата со гасификацијата, транспортот и комуникациите и генерално дали ќе се менуваат јавните политики. Ова се дел од прашањата кои вечерва ќе ги отвориме, но како што е редот, на почетокот го поканувам домакинот, односно ректорот, професорот Коруновски, да не поздрави. Добро вечер, ректоре. Добро вечер, благодарам, ректоре. Добро вечер на сите и со особена чест сакам да го поздравам министерот за транспорт и врски, господинот Горан Сугаревски, исто така и господинот Томислав Тунтев, директор на Агенцијата за цивилна воздушна пловидба, да ги поздравам професорите презентери кои што ги најавивте, и тоа од Универзитетот Свети Кирил и Методи и од нашиот универзитет домаќин на овие корона диалози, значи Универзитетот Свети Климент Охридски. Вообичаено е ова е терминот среда приквечер кога зборуваме за пандемијата. Името зборува дека се разбира тоа е поврзано со коронавирусот и за различни теми, секогаш интересни од различен аспект. Вечерва ќе зборуваме за транспортната и комуникацијска стратегија и сите предизвици со кои се соочуваат актерите во оваа дејност. Можам само да посакам, како и во минатите корона диалози, квалитетни презентации, жива дискусија, прашања, коментари и после овие корона диалози да согледаме барем дел од клучните прашања, како што најави проректоре, со кои што се соочува оваа витална дејност во нашата држава. Уште еднаш благодарност до сите презентери, што ево одвоија дел од своето време да своето искуство и знаење го споделат со нас, но и на сите присутни кои што се заинтересирани да научат нешто повеќе и да бидат во текст со новата реалност во ова наше време. Поздрав до сите и благодарам. Ви благодарам, ректоре. Може да имаме и кратко поздравно обраќање од деканот на Техничкиот факултет. Повелете. Мислам дека е со нас. Дали се слушаме? Добро, може. Можеме. Повелете. Добро вечер и јас на сите. Поздрав посебно до министерот Горан Сугаревски, до директорот Томислав Тунтев, до ректорот, до проректорот, до иницијаторите, нашите професори од Технички факултет, секако за денешната тема. Ние како Технички факултет навистина значи директно и се соочивме со проблемот со коронавирусот. Значи најважно е тоа што
успеваме некако да се справиме со сите проблеми кои се појавија и наметна од самата пандемија. Секако најважно е тоа што наставата успешно успеавме да ја одржиме, обавиме онлайн, а еве веќе почнавме ни да држиме и веќе и колоквиуми од понеделникот наваму. Значи, се донесе одлука да односно колоквиумите и испитите можат да се држат и онлайн и со физичко присуство. Значи, успешно се и на тој начин и на овој другиот начин се обавува. Зависно од специфичноста на предметите, некои професори применуваат онлайн испитување, значи каде има техничка можност да ја обават на онлайн, значи самиот колоквиум, додека значи и се соочивме со проблеми за физичкото присуство, посебно еве тука кога и темата транспортните проблеми, значи се јавија голем број на студенти дека не можат да допатуват до Битола за да дојдат на испит. Посебно од далечните места, значи од Струмица, од Радовиш, од Штип, значи на нашиот факултет имаме студенти доста од надвор од Битола и значи со нив сме постојано во директен контакт да излезиме во пресред на кој начин тие да допатуваат, на кој начин да и кога да дојдат. Значи ние му дозволивме за испитите кои што физички треба да бидат присутни да дојдат на полагање тогаш кога може, буквално. Значи ние сме спремни како професори да му излеземе во пресред, значи кога тие можат да дојдат, значи да не контактираат и тогаш и ќе полагаат. Значи независно дали сме имале тогаш испит или сме немале испит или доколку професорот е во можност да дојди, значи со едно идење на самите студенти да се заврши, значи да се завршат повеќе работи. И ние тоа го гледаме да студентите што помалце бидат едноставно ево присутни, помалце пати да дојдат. Значи затоа и самата сесија така и развлечена, значи се мислеше од самиот ректорат за сесијата да биде така пролонгирана. Значи се овозможи да се излези во пресред на самите студенти. Ние секако оваа година имавме, значи организирано, требаше да имаме конференција за сообраќај и транспорт. За жал не се одржа поради пандемијата. Значи на таа конференција имавме најавени голем број на стручни кадри од областа на сообраќајот, од бившите југословенски простори, од околните држави, од Бугарија, од Грција и така натаму. За жал ја одложивме самата конференција за наредната година. Се надевам дека до тогаш ќе се решат сите овие проблеми кои што ги имаме и успешно ќе ја одржиме самата конференција. Ви благодарам декане, бидејќи времето ни е ограничено и благодарам и вас, проректоре, и постакувам успешна дебата. Ви благодарам. Сега го поканувам министерот Сугаревски со неговото воведно обраќање, дали пандемијата ќе се одрази врз промени на јавните политики за комуникацијска и транспортна стратегија и инфраструктура и развој на целокупниот транспортен систем во земјата. Добро вечер, министре, како сте, повелете? Микрофонот ви е исклучен. Веројатно ќе треба микрофонот да биде вклучен од ваша страна, бидејќи е исклучен, да ги надминеме техничките проблеми само.
Дали сега се слушаме? Сега е во ред, почитува министра. Благодарам, ви благодарам прво за поканата. Почитуван директор Тунтев, почитуван ректор, почитувани професори, декане и сите кои што се присутни тука. Сакам да ја поздравам оваа дебата и се надевам дека со се она што ние денес ќе го разговараме, дополнително ќе помогнеме во смисла на тоа да донесеме плусеви, евентуално и мерки кои што евентуално би ги предложил на владата со цел да навистина овозможиме во делот на транспортниот сектор да се донесат уште подобри решенија во смисла на ублажување на делот на ковид кризата. Би сакал да се осврнам во два дела од мојата дискусија. Едните се активностите кои што беа поврзани во делот на регионално ниво и другите се разбира во делот на националното законодавство на национално ниво кои што владата ги предложи и во моментов имаме таков тип на мерки кои што се презентираат, се разбира тие се донесени со уредба со законска сила и кои што се надеваме некое идно собрание во наредниот период ќе ги потврди овие уредби кои што беа поврзани со воредната состојба. Значи пандемијата на вирусот COVID-19 предизвика воведување силни рестриктивни мерки. Морам да потенцирам дека како кај нас тоа што се случуваше, така се случуваше и секаде во Европската унија. Првичниот ефект на овие мерки донесе се разбира сериозен застој во протокот на сообраќајот, посебно во делот на најфреквентните гранични премини и беше со негативен ефект врз делот и не само на економијата, туку и делот на санитарните состојби по границите и се разбира во делот на снабдувањето со стоки кои што државите требаше да ги добијат. Во првите денови од кризата, значи се доведовме во ситуација со невиден некој преседан и проблеми кои што мора се разбира да се решаваат од ние во изминатиот период и како ресорно министерство заедно со јавните претпријатија, владата имавме сериозна комуникација со не само со државите во регионот, туку со државите во Европската унија, со цел да ослободиме што поголем проток на стоки и услуги, се со цел се разбира да граѓаните тоа не го сетат во делот и на храна, добиточна храна, лекови, медицински опреми, вклучително и сите други видови на стока. Со преземените мерки, после одржаните широки консултации кои што ги имавме на ниво на држави со регионот, се разбира и во делот на Европската унија, остваривме контакти, возможивме како во најбрз временски период, се разбира да државите ги отворат тие така наречени зелени коридори, со цел да најмалку еден граничен премин во секоја една држава биде во функција, со цел да навистина државите, граѓаните не ги не осетат такви проблеми како што беа затекнати на почетокот со почнувањето на пандемијата COVID-19. Суштината на ваквите коридори беше нивна оперативност од 24/7, но истовремено исподелување на информации за пристигнување врз основа на воспоставени системи со цел да се олесни тој проток на стоки. Се наметна и потреба исто така од донесување на потреба од подобрување на хигиенски услови на возачите на камиони на граничните премини, па во насока на непречено одвивање на транспортот на стока донесовме одредени соодветни уредби кои што беа се разбира подкрепени со санитарни протоколи. Ова беше само еден почеток на функционирање на ваквите коридори, па во идниот период се очекува соработка на активности да се прошират во смисла на хармонизирање на правилници, придачници, протоколи во земјите поврзани на базите на податоци и слично. Како резултат на овие активности се овозможи земање на возачите на камиони од мерките за рестрикција на патување и осигурување и дека евентуалните нови дополнителни рестриктивни мерки, како што беа полициските часови и слично, нема да влијаат врз транспортот на камиони. Морам тука да ја истакнам соработката која што имаме сериозна со Министерството за здравство, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Министерството, и го издвојам тука посебно за надворешни работи, бидејќи навистина во почетокот кога настана кризата и блокирањето на границите, навистина и како влада и како луѓе излеговме голем дел на пресрет на нашите превозници кои што беа секаде по светот и низ Европа, се со цел да ги вратиме во сопствената држава. Значи едноставно кажано беше договорен координирани попропорционален пристап како одговор на предизвиците кои што сите земји ги имаат со цел за спречување на COVID-19. Клучна цел беше да се избегне да ниту една од вклучените страни не се соочи со престрога изолација која што би водела до недостаток на примарните и неопходни добра. Вие сите добро знаете дека за станувањето на транспортот, дали станува збор за патнички оддел, дали железничкиот транспорт, можеше да донеси многу лоша ситуација, посебно во делот на
на најнеопходните средства, добра, како што се одделот на медицината, одделот на стоките, храна и така натаму и така натаму. Беше, значи, неопходно да се идентификува серија од зелени коридори кои што заедно ги поврзуваат земјите од регионот, на кои што требаше да се дозволи слободен сообраќај како идентификација на ограничен број на приоритетни копнени гранични премини. Морам да пофалам дека соработката со овие сите држави беше на одлично ниво. Се разбира дека имаше проблеми кои што се надминуваја вод. Би сакал да посочам дека на тие зелени коридори тоа беа, значи, граничните премини Табановци, Богородица, Девебар, Ќафасан и Блаце. Исто така тука сакам да ја спомнам ЦЕФТА, секретаријатот за транспортната заедница, кој што беше задолжен да прибира вакви информации. Бевме во целодневна и целоноќна комуникација со нив, така да мислам дека се поврзувавме целосно и со овие држави. Она што интенција е поголема вклученост исто така ни беше и на железничкиот товарен сообраќај, со оглед на предностите на овој вид на транспорт, особено во намалување на оптеретувањето на патиштата, а со тоа изголемување на безбедност. Се разбира, ова се однесуваше на оние стоки за кои што брзината на транспорт не беше од пресудно значење. Во текст се исто така координирани активности кои што всушност се однесуваат на подготовка на земјите во пресрет на отварањето на границите. Се надеваме дека тоа ќе се случи брзо, во насока на дефинирање на коридорите и граничните премини на кои што би се овозможил непречен проток на патнички возила, особено тука мислам на транзит, имајќи во предвид летниот период. Во нашата земја, согласно искуствата, најголемо оптеретување, се разбира, како што и сите знаете, би бил коридорот 10. Коридорот 10 е, значи, она што сите го знаеме, целосно изграден на ниво на автопат, делниците кои имаат поголеми оштетување, исто така во периодот беа рехабилитирани, а во однос на граничните премини и нивните капацитети, особено можноста за зголемување капацитетите во насока на побрз проток на возила за истото, сите институции на граничните премини, се разбира и ние како Министерство за транспорт и врски, секој во својот домен на надлежности ќе направиме дополнително напори, се со цел да подготвиме целосно отварање на сообраќајот и во делот на границите. Имајќи во предвид состојбата со авиосообраќајот на секаде во Европа и во нашиот регион, очекуваме зголемување на патниот транспорт, особено и за туристичките цели. Во таа смисла и во пресрет отварањето на границите очекуваме изголемување на фреквенција на овие товарни возила во делот на Табановци, Богородица, Девебар, Ќафасан и Блаце, и тоа би биле главните премини за транзит на патничките возила, се разбира покрај останатите помали. Во наредниот период исто така со цел за надминување на овие тесни грла, поголем проток и намалување на времето на чекање на граничните премини, предвидени се и одредени активности кои што се однесуваат на потенцијално инфраструктурно проширување, како што се, на пример, дополнителни ленти и се она што на граничните премини каде што постои било таква можност, но тоа би било во делот на и подолгорочните мерки поради потреба од изработка на проекти, градба и така натаму. Знаете дека во моментот имаме во теке реализација на проектот за олеснување на транспорт и трговија, и тоа се неколку компоненти. Јас не би сакал толку да залегувам, бидејќи сакам да спомнам и во делот на националните мерки, бидејќи има голем дел на дискутанти, дека исклучително за нас е важно да тој проект кој што се надевам дека еве конкретно и со втората компонента каде што ќе се поддржи развој на интелигентен транспортен систем, посебно на коридорот 10, се предвидува поддршка преку техничка помош за спроведување на регуларни институционални реформи за усогласување на конкретни обврски на нашата земја во рамките на ЦЕФТА и повеќегодишен акционен план за регионална економска зона на Западниот Балкан. Значи, сума сумарум во дело на она што беше регионално, сакам своето задоволство да го изразам, генерално во смисла на тоа што имавме буквално речи секојдневна комуникација со министрите за транспорт, имавме одлична координација, има и Министерството за надворешни излеземе во пресет на нашите граѓани кои што навистина беа по сите граници низ Европа заглавени. Така да во наредниот период, со цел намалување на времето на чекање на товарни возила на граничните премини во рамките на транспортната заедница, ќе се отпочне со еден сериозен проект организирање на електронски слотови за превозници на како што е коридорот 10. Јас се надевам дека тоа во многу брз временски период ќе почне. Исто така, во делот на товарниот сообраќај, очекувам дека имаше уште одредени работи кои што ја поможе инфраструктура треба да ги направи со цел на
делот на нашата територија кога зборува за железничкиот транспорт, а тоа е железничката пруга од Битола Кременица, која што се разбира треба дополнително да го олесни овој дел. Сега би се задржал уште накусо со цел да не одземам многу време, делот на национално ниво, значи во насока на олеснување на транспортот и непречен проток на стока, како и надминување одредени состојби, ние донесовме уредби со законска сила во делот на патниот транспорт, значи донесовме уредба за работното време на возачите по примерот на државите од Европа, се превзема измени во делот на управување со возилото, дневниот и неделниот одмор на возачите и паузите, поради зголемените контроли на граничните премини, се со цел да навистина безбедно и побрзо се врши транспортот низ тие држави. Исто така, направивме детално измени во делот на дневното време за управување со возилото, за време на траење во военната состојба трае 11 часа наместо претходните 9. Неделното време на управување со возилата за време на траењето на военната состојба трае 60 часа наместо 56. Вкупно време на управување со возилото во текот на било кои две последователни недели за време на траење на военната состојба трае 100 часа. За време на военната состојба возачот е должен да направи пауза од 45 минути, по 5,5 часа управување со возилото наместо претходните 4,5 часа. Редовниот одмор за време на траењето на военната состојба да трае 9 часа наместо претходните 11. Уредба исто така донесовме за одложување на испитите и пролонгирање на важноста на сертификатите, значи согласно уредбите кои што ги предложи Министерството, а владата со уредби со законска сила ги донесе, се однесува во делот на забрана за собирање во затворен простор, се донесува уредби со цел да го пролонгираме, да ги пролонгираме сертификатите, лиценците и во делот на транспортерите и во делот на проектантските бира, да важат во следни 60-90 дена. Исто така во однос на железничкиот товарен сообраќај се покажува дека, морам да потенцирам тука, дека имавме зголемување, 20% се одвиваше без посебни проблеми, зборувам се за товарниот сообраќај. На 30.3.2020 година донесовме уредба со законска сила за примена на Законот за железнички систем за време на водена состојба. За таа цел како Министерство, во име на владата, со договор со железници на Република Северна Македонија, Транспорт АД, со кој што ќе се продолжи да се компензираат трошоците. Знаете дека еден дел од финансирањето на железничкиот транспорт, посебно на АД Транспорт, железници, го финансира државата со преку 7 милиони евра годината, бидејќи приходите стигнуваат, така да и во онај период кога беа политички часови, кога едноставно не можеше да се врши транспортот, ние изнаоѓавме начин со уредба со законска сила како да излеземе во пресрет на фирмата, бидејќи знаете дека е таа многу тешка состојба, така да дори тоа е военната состојба и доколку еве сега кој што ќе го слушнете и тоа, владата донесе и одлука и за викендот да има одредени полициски часови, така да тоа меѓутоа ќе го слушнете од портпаролите и од министерот веројатно пред да се одржи оваа наша дебата, така да створивме механизам како по сите основи помогнеме. Видете, станува збор за вонредна состојба која што никој нити ја посакува, нити таа се пролонгира во неколку наврати, правиме се како да излеземе во пресрет и на граѓаните и на државата, и се надевам дека со сите мерки кои што владата ги носи на предлог на ресорните министерства, на предлог на агенциите кои што сме со големо, морам да изразам задоволство од соработката што исто ние со години со Томислав Тунтев ја имаме, меѓутоа еве и сега во периодот од кога сум јас министер и директор тој на Агенцијата за цивилно воздухопловство, навистина имаме феноменална соработка и тоа очекувам и натаму да продолжи. Исто така, за она што и претходно деканот го кажа, значи не треба да има разочарување, сите оние семинари, се она што е предвидено согласно вашите програми на ректоратот и на деканатот и на сите други факултети, согласно завршувањето на кризата, ќе продолжи, меѓутоа факт е дека ние во наредниот период мораме да се соочиме со пандемијата и дека начинот на живот ќе мора да го прилагодуваме така, се разбира, согласно околностите кои што ги има. Јас сум на располагање, сакав со едно воведно излагање вака да ве запознам кои се активности и мерки владата ги предложи, односно ресорните министерства владата ги усвои. Военната состојба донесе голем број на предизвици кои што се надевам дека и пробавме да се справуваме и ќе се справуваме, се надевам дека ова за многу брз временски период ќе заврши. Ви благодарам на вниманието. Ви благодарам, почитуван министре, за воведното излагање. Ние ќе продолжиме согласно агендата, а потоа ќе имаме и 10 минути за прашања и евентуално
дискусија, меѓу кои имам едно јас прашање за патот Скопје-Битола, бидејќи скоро најмалку 2 пати во неделата го почувствувам, како и вие веројатно со вашето патување до Скопје. Пелагонија имаше бројни министри за транспорт и врски од Томе Тромбев и се останати, ама тој клучен пат за поврзување на Преспанско-Пелагонискиот со главниот град ќе остане веројатно обврска на оваа влада и се надевам дека ќе се што побрзо заврши, но затоа ќе биде првото прашање во дискусијата како одговор од вас. Го поканавам доктор Томислав Тунтев, директорот на цивилна и воздушна пловидба. Кога ќе очекуваме отворање на аеродромите, на границите, какви се подготовките и генерално каде е јавната политика во тој однос, како пандемијата ќе влие на воздушниот транспорт и сообраќај? Добро вечер на сите. Поздрав, почитуван министре, почитувани колешки и колеги. Мене ми е многу драго што сум вечерва во ова друштво, затоа што се чувствувам и како да сум дел од техничкиот факултет во Битола се уште со оглед на мојот долгогодишен ангажман таму и на вистина се надевам дека ова што ќе го споделиме денеска ќе успееме некако да го канализираме и во она што се нарекува стратегија за развој во идниот период, транспортен развој, значи независно од видот на транспортот, затоа што мораме што побрзо да го прифатиме фактот дека реалноста е промената и дека не можеме да очекуваме дека работите ќе се вратат на старо. Значи нема да се вратат работите на старо, работите ќе продолжат по својот тек со силно залагање на сите експерти во доменот на транспортната индустрија во ново настанати услови. Сега наше е што побрзо да ги прифатиме, да ги унифицираме новите услови и всушност да ги дефинираме новите правила, мерки, препораки и насоки како да продолжиме да функционираме, односно како да продолжат да функционираат глобалните транспортни системи во услови на постоење на вирусот и во иднина. Сите инволвирани субјекти во одвивањето на воздушниот сообраќај на глобално ниво всушност беа најдиректно и најтешко погодени од кризата со COVID-19. Значи, другите видови сообраќај и остана да ги обавуваат своите основни функции. Меѓутоа, почнувајќи од 15 март, беше многу интересно, поразително да се гледа како секојдневно бројот на прелети на европското небо паѓа за отприлике околу 10% во однос на соодветниот ден минатата година. Значи, веќе до крајот на март, 10% од сообраќајот вообичаен, кој се одвиваше на европското небо, се одвива од крајот на март до денеска. Тоа значи дека авиопревозниците всушност остана без кеш флоу, патници немаше и меѓународниот патнички промет падна на нула. Значи, дневно по 7-8% паѓаше бројот на прелети, тоа беше малу разлика, прво беше во Кина, значи далечниот исток, потоа се префарли во Европа, Западна Европа, па делот на Централна Европа, па потоа во Америка, меѓутоа во основа приказката е насекаде иста и всушност воздушниот меѓународен патнички промет во текот на ова 100 годишно постојање свое не памети дека било каков настан, дали војни, дали затварање на територии или држави или така натаму, имало вакво глобално влијание врз воздушниот сообраќај. Најголемиот број од релевантните меѓународни воздухопловни организации и здруженја направија прогноза, значи сценарија за развој како ќе се обновува воздушниот сообраќај и ако ги земиме во предвид оние што се средни или реални прогнози, насекаде се предвидува дека состојбите во меѓународниот воздушен сообраќај ќе почнат да се нормализираат дури кон крајот на овој месец. Значи, во втората половина на месец јуни ќе значи создавање почеток, значи на создавање на услови за постепена нормализација на воздухопловните активности, практично по цели 3 месеци нивна драстична редукција или целосно стопирање.
Прогнозите на Евроконтрол велат дека бројот на прелети на европското небо во последниот квартал од оваа година, значи октомври, ноември, декември, ќе се дојде на ниво на 85% во однос на годишните последни 3 месеци, а сега изнесува само 10%. Значи сега на европското небо се одвиваат исклучиво карго летовите, значи мораме да ги потенцираме карго летовите и нивната важност, затоа што всушност карго сообраќајот придонесува за колку толку нормално функционирање на луѓето, на општествата во државите кои се загрозени, практично во сите држави, затоа што нема држава што не е загрозена со ова криза со коронавирус. Меѓународната асоциација на воздушни превозници АЈАТА предвидува финансиски загуби во 2020 година на авиокомпаниите во Европа од околу 70 милиарди евра, односно 230 милиарди евра на светско ниво. Меѓународната асоциација на аеродроми ACI предвидува дека бројот на патници на аеродромите во 2020 година ќе биде помал за 35% во однос на 2019 година, а тоа значи дека во наводници ќе бидат изгубени околу 873 милиони патници на глобално ниво. Тоа практично ќе значи загуба финансиска од 23 милиарди евра за аеродромите, односно помали приходи за 41%. Сега можете да замислите колку луѓе се зафатени, колку семејства ќе бидат оштетени, затоа што доколку не се преземат сериозни соодветни мерки, тогаш стои опасноста, реалната опасност од банкротирање на голем број компании кои се занимаваат и како оператори на воздухоплови и како оператори на аеродроми. Македонските аеродроми, например, во март забележаа пад во бројот на полетувања и слетувања од скоро 42%, односно помал број на превезени патници од 54,7%. А во април и мај всушност на Скопскиот аеродром се реализира само воени летови, медицински летови, неколку државни лета, карго летови и нормално оние летови на репатриација, каде што одредени превозници со поддршка на владата и нашите министерства ги враќаат нашите државјани од земјите во регионот. Сега да речеме на нашите аеродроми всушност 95% од сообраќајот, од физичкиот обем на сообраќајот го нема. Значи се работи за одржување во живот на она што мора во секој случај и е неопходно да се ревитализира, односно да се обнови како движење во сообраќајот во наредниот период. И сега ова значи одржување, подготовка за подготвени да се сите инволвирани субјекти во транспортниот систем во нашата држава да го дочекаат денот кога ќе се обнови воздушниот сообраќај, односно меѓународниот патнички сообраќај. Инаку што се однесува до мерките, всушност не беше донесена посебна мерка само за воздушниот сообраќај. Работите кои се одвиваа на нашите два меѓународни аеродроми всушност ги диктираа мерките што беа воведувани за контрола на државните граници. Значи, со самиот факт што прво беа дадени рестрикции на кои патници, од кои високоризични земји, средноризични земји може да патуваат, ќе бидат премени, нема да бидат премени. Значи, мерките кои се однесуваа на граничните премени, всушност се реперкуираа и на меѓународниот граничен премин на Скопскиот и на Охридскиот аеродром. Единствено, важно е дека аеродромскиот оператор остана во кондиција да ги реализира оние летови кои беа неопходни, а кои и со воздухопловни известувања ја известивме и европската и светската јавност дека всушност ќе се одвиваат и во овој период. Значи се работи за карго летовите, воените летови, медицинските летови и посебните државни летови и летовите за репатриација. Без превземање соодветни мерки за одржување на финансиската кондиција
и на воздухопловните оператори, и на аеродромските оператори, и на провайдерите на навигацијски услуги, всушност и на регулаторните тела, тешко дека ќе може да се очекува одржување на нивото на безбедноста на воздушниот сообраќај по ревитализацијата на сообраќајот. И заради тоа е неопходно, како на глобално, така и на национално ниво, сите субјекти кои се директно погодени, што час поскоро да придат кон извршување на сите неопходни подготовки и имплементација на сите договорени и неопходни мерки, за да може подготвено да се очекува обновувањето на сообраќајот. Како што реков, веќе според најавите на одредени држави во рамки на Европската Унија, се очекува од 15 јуни да почне отворање на одредени аеродроми. Некои аеродроми, па дури и во соседството, значи во Србија, дел во Грција почнуваат, во Бугарија, меѓутоа на одредени дестинации. Знаете, се воспостави една практика да се востануваат така наречени health safety corridors. Не наеднаш отворање на аеродромите за сите дестинации кои ги имал тој аеродром, меѓутоа на одбрани дестинации во одредени држави, при што основниот критериум е патниците кои доаѓаат да не го комплицираат нивото на здравствениот систем, односно самиот здравствен систем во државата. Поради тоа, релевантните меѓународни организации и издруженија цело време ова се обидуваат да создадат една унифицирана метода, значи еден унифициран пристап на сите држави, затоа што всушност не е Европската Унија, Соединетите Американски држави, значи не може да се донесат правила веднаш кои ќе важат исклучиво за сите. Секоја држава во рамки на Европската Унија си донесуваше собствени мерки во текот на зафаќањето на кризата, во зависност од интензитетот на кризата, и донесувањето на собствени мерки и нивната имплементација всушност предизвика проблеми и за воздушните превозници, и за аеродромските оператори, затоа што мерките од ден на ден се менува во различни држави во светот. Сега може би е поедноставно на граничните премини сувоземни со соседните земји, меѓутоа тоа не е случај и многу е специфична улогата на граничниот премин на еден меѓународен аеродром. Всушност, затоа е битно и веќе се воспостави некаква соработка. Тоа беше инициирано и од Генералниот директорат на Европската Унија за сообраќај и транспорт, беше и од Евроконтрол, беше и од делот на ИКАО, значи Меѓународната организација за цивилно воздухопловство за Европа и Северен Атлантик, исто така на ЕАСА, тоа е Европската агенција за безбедност во воздушниот сообраќај, и ЕКАК, Европската конференција за цивилно воздухопловство, да се обидат сите релевантни фактори во државите членки на Европската Унија, како и државите од регионот кои се всушност дел од заедничкото европско небо врз основа на договорот за заедничка европска воздухопловна област. Да се обидат да ги унифицираат мерките, да важат подеднакво за сите. И сега тоа е всушност интенцијата, односно тука се насоките кои ги даваат овие меѓународни организации и издруженија. Цел овај период, Агенцијата за цивилно воздухопловство заедно со Министерството за транспорт и врски континуирано учествуваат во работата на сите релевантни меѓународни организации преку телеконференцијски и видеоконференцијски врски, за да бидеме во тек со се она што меѓународните релевантни воздухопловни организации го предлагаат, односно го препорачуваат како иден стандард, препорака или позитивна практика во однос на тоа што треба да се превземе за нормализирање на работите. Значи, овде ќе повторам, работите ќе се нормализираат, меѓутоа не во старите услови. Значи, ќе владеат нови услови и тие нови услови се веќе реалност. Сите
држави веќе почнуваат со примена на, пример ќе кажам, дезинфекција на површините во авионот после слетување. Нема веќе патници без маски. Некои применуваат рестрикции во бројот на зафатени седишта во авионите. Некои применуваат рестрикции во начинот на чекирање на билетите. Значи, се повеќе се воведува електронското чекирање, електронскиот бординг, нема веќе гужви пред шалтерите за чекирање. Значи, овие мерки кои ги предлагаат ЕАСА, ЕКАК, Юроконтрол, ИКАО, ЕУРНАТ, се однесуваат и на воздухопловните оператори, значи авиопревозниците, и на аеродромските оператори. Секако и на провајдерите на навигацијски услови, и на регулаторните тела, што значи дека во овој период е најважно да се следат овие стандарди препораки, да се изработуваат упатства или само да се дистрибуираат до субјектите во националната авиаиндустрија и заедно со заеднички напори да се најдат начини да се прилагодиме. Значи, нашите воздухопловни субјекти да се прилагодиме кон европските стандарди и препораки. Јас сум сигурен дека во мерките сега кои ќе ги донесе владата во наредниот период, кои ќе се однесуваат на воздушниот сообраќај, независно од тоа што ќе се однесуваат на отворање на меѓународните граници, ќе се однесуваат конкретно и на воздушниот сообраќај, затоа што ЕАСА, значи Европската агенција за безбедност во воздухопловството, веќе издаде упатство, односно guidelines, во соработка со ECDC, значи Европскиот центар за превенција на заразни болести, како ќе се реализираат сите воздухопловни активности од пред доаѓање на аеродромот на поаѓање, привлегување на авион, во самиот авион, значи веќе е забрането менување на местата во авионот, треба да се знае кој седи, како седи, задолжително е пополнување на тие листи за пратење и така натаму, што значи и на аеродромот на пристигнување, па се до моментот на напуштање на аеродромот на пристигнување. Сето тоа ќе биде дел од препораките кои веќе ЕАСА ги објави, кои веќе ИКАО ги објави и кои сега во овој период заедно со аеродромскиот оператор, со воздушните превозници, со провајдерот на навигацијски услуги МНАВ, во соработка со Министерството за транспорт и врски, сектор за воздушен сообраќај, ќе се трудиме да ги имплементираме и во документите, ако е потребно, во наши упатства кои ќе им ги дадеме на субјектите во авиаиндустријата, да не заборавиме дека имаме и други партнери во националниот транспортен систем, освен ТАФ Македонија, МНАВ, значи тука е Дирекцијата за заштита и спасување со своето оделение за воздухопловни активности, СОЗАРА со оделението за воздухопловни услуги, тука се аероклубовите кои вршат специјализирани услуги за прскање комарци, за прскање против лисици, воздушните превозници и така натаму и така натаму. Значи, на тој начин сите воздухопловни субјекти треба да се подготвиме за постепено враќање во нормално функционирање, меѓутоа врз основа на меѓународните стандарди и препораки кои ја отсликуваат новата реалност. Нема бегање од новата реалност, тоа значи дека секоја идна стратегија за развој на воздухопловниот транспортен систем мора да ги земе во предвид новосоздадените критериуми и услови што се наметнаа како неопходност поради глобалната криза со вирусот COVID-19. И за крај, тоа ќе ни биде и една поука, односно еден начин како во иднина да се справиме подготвени при појава на евентуално слична или идентична криза и да може целата авиаиндустрија што побрзо и што побезболно да ги преброди последиците од таквата криза. Ви благодарам, ви стојам на располагање за дополнителна дебата или ако имате било какви прашања. Ви благодарам, почитуван директоре, што имавме можност да слушнеме дел од мерките што ќе се применуваат и подготовките на новата реалност со која треба да се соочиме. Согласно агендата, ја поканувам колешката Верица Данчевска со незините 5 до 7 минути, според она што се договоривме, ваше видување на влијанието на пандемијата врз јавните политики во делот на транспортот.
Ви благодарам. Најпрво поздрав до сите вас, поздрав до министерот за транспорт и врски Горан Сугараки, кој што секогаш се одвива на нашите покани, ги следи нашите настани, до директорот на цивилна воздушна пловидба Тунтев, до ректорот, до нашиот декан, до сите, значи професорот Кракутовски кој што се одзва исто така, до сите говорници и сите колеги кои што сакаат и кои што ја слушаат, односно ја следат оваа дебата, и можам да кажам дека најмногу голема благодарност до проректорот Маријан Ѓуровски кој што ја прифати идејата и со еден добар начин на соработка, еве денеска ние ја реализираме. Уште еднаш сакам значи да се заблагодарам и навистина сум задоволна и среќна што заради струката која што ги едуцираме студентите за да може да се објасни каква е важноста дури и во вакви услови. Јас ќе се обидам накратко, иако ние професорите знаете колку можеме да зборуваме, меѓутоа ќе се обидам накратко прво да кажам неколку реченици општо за сообраќајот и транспортот и во нормални услови е тој многу динамички процес. Значи, цело време се потребни одредени промени, одредени услуги, одредени дополнувања со цел зголемување на квалитетот на транспортната услуга и јас, како експерт од сообраќајната политика и транспортната економика, слободно можам да кажам, а тоа и на моите предавања го практикувам, дека сообраќајот и транспортот можат да се анализираат од два аспекти. Прво е како економска дејност, која што значи, како и сите други дејности, односно предпријатијата кои што превезуваат стоки и патници, како е, значи, трговските друштва, а од друг аспект е како логистика на сите останати дејности, значи, почнувајќи од примарни, секундарни, терцијални активности за носење, значи, на работна сила до работни места, суровини, материјали и слично, па дури и внатрешниот транспорт во индустриските капацитети. Оттаму и во нормални услови, значи, се согледува важноста на сообраќајот и транспортот, меѓутоа, ова што сега нас ни се случи, беше неочекувано и непознато за сите нас, и уште малку потешко е што тоа ние треба да го прифатиме, како што рекоа претходните мои соговорници, бидејќи може да трае континуирано и циклично. Уште повеќе ако се поврзи со климатските услови и промени, значи можно е и со температурите, овој вирус секогаш некаде во светот да го има континуирано. Значи, убаво кажа претходниот соговорник Тунтев, колегата, дека ние ќе продолжиме да функционираме, меѓутоа по други правила и останати норми и на однесување. Сето тоа значи промена и во нашето живење, промена во нашето однесување, промена во нашите навики и се она кое што значи задоволување на потреби и желби. Јас би тргнала малку, би ги анализирала двата аспекти, и сообраќајот и транспортот. Во сообраќајот, значи ние имаме со воведувањето на вонредната состојба и со воведување на полицискиот час, мобилноста на населението сосема се ограничи и се забрани. Значи имавме ние ситуации кога населението не смееше воопшто да излегува од дома. Тука, исто како во воздушниот сообраќај, не исто, меѓутоа голем падот на сообраќајните, значи на сообраќајните мобилности, без разлика дали се тоа моторизирани или немоторизирани, падна за голем процент во сообраќајот зборувам. Од тука треба да анализираме дека се воведени, значи покрај тие лоши, ајде да речам лоши рестриктивни мерки кои беа неопходни во случајот, ние имаме и некои позитивни последици од сето ова. Значи намалувањето на сообраќајот посебно во урбаните средини доведе до намалување на закочувањето, односно загушувањето на сообраќајниците. Понатаму доведе до намалување на загадувањето на животната средина, доведување на намалување на трошоците за транспорт и оние директни кои што се изразени преку горива, масла и друго при движењето, меѓутоа и оние екстерни трошоци кои што значат трошоци од време на патување, од загушување, од сите тие трошоци, значи се намалија и на крај што е нешто најважно, дека се намалија бројот на сообраќајни несгоди. Јас имав пред средбата, значи имав контакт со вработени во Министерството за внатрешни работи, претходно ги прегледав статистичките извештаи, меѓутоа за жал воопшто немаме никакви статистички податоци колку е паднат обемот на сообраќај.
на движењата. Бидејќи Министерството за внатрешни работи во моментов имаат, а податоците се добиваат од нив, имаат многу поважна работа, односно уредувањата во други дејности, односно логистиката која што ја прават заедно со војската и полицијата на местата каде што се навистина потребни за заштита на мерките од коронавирусот. Сето ова значи дека намалувањето на тие движења донесе и некои позитивни работи кај нас кои што никако не смееме да ги оставиме незабележани. Што се однесува до товарниот транспорт? Значи, превозот на патници беше јавниот градски превоз беше сосема запрен, меѓуградскиот превоз исто така, или обезбедени минимални услови за работа, меѓутоа, сето тоа значи ништо. Мислам во споредба со претходното. Она кое што задоволува и кое што мислам дека одлично се заврши работата во овој дел беа транспортните компании кои што вршат превоз на стока. Сите ние би требало да замислиме што ќе се случеше доколку транспортните компании и возачите, тука треба да му се одда и големо значење нив, како спона и како врска кои што го извршуваат тој транспортен процес, што ќе се случеше ако ние немавме достава на храна, на лекови, на други материјали, а исто така и енергијата и телекомуникациите би биле неопходни во села оваа ситуација за сепак убаво да се заврши крајот од оваа криза. Имајќи во предвид дека сообраќајот, значи сите ние можеме да замислиме што ќе се случеше ако имавме прекина или забрана на тие превози на стоки во текот на, дали се работи во меѓународен или во национален домашен превоз, тука не стапувам, значи министерот објасни одредени работи. Исто така при пребарување на материјали забележав дека Европската комисија за делот за транспорт цело време вршат мониторинг за тоа како се одвива транспортот на сите гранични премини, по колку се чека која држава, посебна група сме земјите од Западен Балкан, кои што навистина по коридори е се објаснато кои гранични премини се форсирани, мислам се обезбедени и по колку време се чека, со цел да се направи достава на во точно одредено време и место на одредените стоки кои што ни се потребни. Дали се работи за транспорт на болни, дали во медицина или во индустрија, во енергетските компании, значи носење на работници на работни места и слично, сето тоа можам да кажам дека сообраќајот и транспортот си ја одиграа клучната и главната улога, бидејќи сведоци сме на електронските и смарт и IT технологии кои што возможија електронско плаќање, електронски нарачки на одредени производи, меѓутоа физичката дистрибуција на стоките и патниците ништо уште не ја замена. Сето ова предизвикува повеќе полемики и делови за размислување, кои што понатаму, независно дали оваа криза ќе биде континуирана или циклична, значи во периоди ние треба да бидеме спремни. Тука сакам, значи, како едно, не заклучно, меѓутоа како една препорака и до министерот, значи сето ова треба да ни укажи дека мораме во постојното законско сообраќајно право, значи во законите и во сообраќајната политика, веќе во преку правилници и други нормативни акти и закони да се променуваат, да се носат новите делови и да се имплементираат и вградат во постојните закони. Дали е тоа закон за превоз на патници или закон за превоз на стока или закон за градење или најразлични сите кои што се поврзани со сообраќајот и транспортот. Јас тука уште многу има за зборување, меѓутоа проректоре би ве замолила си поканив една моја драга колешка, моја магистрантка, која што има искуство директно од терен, Оливера Миовска, која што работи во Скопје. На кратко, дали ќе може да објасни што се случувало на терен со транспортерите? Јас тука застанувам, спремна сум за прашање и ви благодарам. Тоа колку дозволите. На кратко, ако може. Добро, ако може да се спакува во 2 минути, повелете. Ние комерче припланирано, можевме во дискусијата, но сепак, повелете. Благодарам, ве поздравувам сите и министерот за транспорт и врски. Јас сум раководител на транспорт во Америт, Македонија сообраќај. И како асоцијација на транспортни фирми сме
директно инволвирани во проблемите со кои се соочуваат превозниците. Се што кажа претходните соговорници се согласувам, меѓутоа ова е предизвик како што никогаш не сме имале до сега. Значи, беше тешко и уште е тешко, границите се затвараат, превозот наместо одреден број на денови трае многу повеќе денови, се откажуваат договори, значи загубите се многу големи. Меѓутоа сите треба да научиме да извлечеме некоја поука од ова. Значи да се навикнеме на новата реалност, да ја забрзаме дигитализацијата во сите сфери на користење на документација во делот на транспортот и да сватиме улогата на транспортот, бидејќи без транспорт нема, транспортот е двигателот на економијата. Ви благодарам, нема да ви одзимам време, знам дека е крај на конференцијата. Ви благодарам за експедитивноста и можноста да ни деловите дел од она како функционирате. Сега го поканувам колегата Кракутовски од Градежниот факултет да го слушнеме. Добро вечер на сите, почитуван господин министер, почитувани колешки и колеги. Дали ме слушате? Да. Јас ве слушам, само не знам да поздравам сите и камерата дали ви е вклучена. Да ви се заблагодарам што ме поканивте да учествувам. Дали ви е вклучена камерата? Јас не ве гледам, може другите колеги. Не. Вклучена. Не се гледа камера. Не се гледа камера? Не. Сега? Не, повторно. Само ве слушаме. Да, чудно тај мене стои дека е уклучен. Да не сум лошо сетирам нешто. Добро, важно ме слушате. Да, повелете. Може да одиме со колешката па да го решиме проблемот. Како сакате така? Па добро, ја не би задржал. Повелете, професоре, повелете, да. Да. Значи вака, прашањата кои се поставуваат дали оваа пандемија влијае на транспортот, мислам дека одговорот е јасен, да, влијае на различните транспортни видови со различен интензитет, специфични своји, како да кажам, зголемени трошоци или своји проблеми имаат сите транспортни системи. Веројатно најголемо влијание оваа пандемија ќе има на воздушниот сообраќај, како што каже господинот Тунтев, се дури не се дојде до одредено ниво на намалување на тензијата од пандемијата и пуштање повторно на меѓународниот воздушен патнички сообраќај. Меѓутоа, оваа пандемија покажа и некои работи кои што се доста битни, ја би сакал да ги посочам. Значи, првата е дека транспортот мора да функционира и во вакви услови, значи мора да се најде модус, мора да се одвиваат транспортните активности, затоа што современиот човек без транспортните активности нема воопшто да живее во така наречени досегашни, некои нормални услови. Втора работа е транспортните активности и нивното намалување допринесува многу, тоа е веќе од позитивниот дел, можеби и на екологистите, допринесува многу за намалување на екстерните транспортни трошоци. На ниво, ако сакаме на секоја држава, читав скоро дека во Франција, во Холандија, во Германија, па ако сакаме и на ниво на планета, имаме драстично намалување на загадување на животната средина. Секако не е тоа резултат само на намалени транспортни активности, на воопшто намалени и на стопански активности. И уште една работа што е многу битна е дека ваквата пандемија бара нови начини на природ на решавање на проблемите во транспортот и можеби нови решенија кои што ќе допринесат за да се сепак реализира мобилноста на луѓето на, би рекол, можеби на локално ниво или на регионално ниво, мобилност без која што сепак животот ќе застане, не може едноставно комплетно да биде исклучен. Значи, ја се потрудив за да бидам што поефикасен и можеби брзо да поминам со моите размислувања, ги синтетизирав некои мерки специфични кои што дел од нив мислам дека владата веќе ги имплементираше во мерките и во политиките кои што досега ги спроведе кога збореше господинот министер за специфичните мерки кои што беа во насока на облажување на последиците од пандемијата во транспортниот сектор. Она што ја го синтетизирав и го забележав овде кај мене е прво
мислам дека во дел на овие специфични мерки треба и да се зголеми контролата на патници на граничните премини при влез во државата и опремување на контролните пунктови со специјални инструменти и опрема за првична идентификација на болни. Понатаму мора да се продолжи со уредување и адаптација на улици во урбани зони за непречено поминување и пристап на санитарни возила до центрите за јавно здравје и клиничките болници. Тоа што се направи последниве месеци навистина е за поздравување, каде што во клиничкиот центар после не знам колку години беше сигнализирано во последниот ГУП на Скопје пред 10 години дека треба да биде приоритетна активност, меѓутоа не знам прилично долго време не се направи, сега веќе до клиничкиот центар нели имаме подобрување на овие состојби. Понатаму обезбедување на населението со основни приоритетни производи и услуги како што се храна, лекови и заштитна опрема. Потоа треба да се гарантира слободно движење на работниците, особено оние што вршат критични занимања, а овде би ги дефинирал дека во таа група би биле здравствените работници и транспортните работници. Би требало да се усвојат привремени специфични мерки за државна помош која треба да им се додели и на транспортните компании, особено на транспортните оператори за јавен превоз, со дефинирање на минимални услови за сервис во услови на епидемија. Понатаму зголемена фреквенција на возилата на јавен превоз и патници за да се намали бројот на патници во возилата и да се почитува минималното растојание помеѓу патниците. Потребна е зголемена контрола на патниците кои патуваат со јавен превоз за да ги почитуваат опасната за заштита и превенција на болест. Една интересна мерка која што мислам дека би требало посебно со градоначалниците можеби да се збори е да се зголеми просторот на најоптоварените станици за јавен градски превоз и да се постават на сите станици соодветни информации и лесно да бидат достапни заштитните маски. Поднатаму подобрување на инфраструктурата и организација на просторот за зголемено користење на немоторизираните видови на транспорт, како и нивна комбинација со јавниот превоз. И на крај воведување на нови услуги за јавните предпријатија за урбан транспорт со издавање на можеби електрични тротинети и велосипеди, со што ќе се зголеми атрактивноста на немоторизираните видови на транспорт. За хендикепирани лица исто така може да се нападат специјални електрични возила кои исто така би се издавали. Зошто овде акцентот и на овој немоторизирани видови на транспорт нели се поставува? Има време прелистав и што работат нели по развиените држави во Европа, во Франција, во Холандија и така натаму. Значи они акцентот практички сега го на некој начин насочуваат на немоторизираните видови на транспорт за секојдневната мобилност, урбана мобилност, во комбинација со урбаниот јавен превоз. Зошто? Затоа што немоторизираниот транспорт, особено велосипедот и моторниот мопед, овозможуваат на луѓето да бидат одделени од останатите луѓе. Значи сега при изборот на транспортен вид не делува само монетарната вредност на транспортот, само времето на патување, туку делува и перцепцијата за ризикот на корисниците на транспортните видови, дали ќе се заразат или нема да се заразат од вирусот. Значи, колку повеќе луѓето веројатно ќе настојуваат, тоа е таа промена во однесувањето на луѓето, веќе ја насетуваме, веќе ја гледаме, мислам ја од себе прво тргнувам, значи никој не сака сега да оди во средини транспортни возила каде што има гужви, секој се обидува да најде некаков модус да се премести во просторот, особено ако има така наречена се уште задолжителна мобилност, онаа мобилност која што е мобилност за одење на работа, на факултет, на школа. Значи, немоторизираните видови на транспорт, велосипедот и електричниот тротинет можат да допринесат да едноставно направиме во овој дел на таа, да речеме, ситуација на епидемија, можеби промена во однесувањето на луѓето со поголема и зачестена употреба на другите видови на транспорт. Добро, ви благодарам, еве, толку би сакал да овде, ако има потреба може да дискутираме. Ви благодарам, почитувам професоре, за вашето излагање. Како што рековте, потребен е нов начин и пристап на решавање на проблемите, особено во делот каде што
го покриваме во оваа вечерашна дебата. Сега последниот говорник, колешката Јасмина Буневска-Талеска од Техничкиот факултет од Битола. Поздрав, велете колешки. Благодарам. Добра вечер на сите. Задоволство ми е да бидам дел од говорниците вечерва. Јас ќе се задржам на предизвиците кои што COVID-19 ги поставува пред стратегијата за развој на сообраќајот и урбаната мобилност. Значи ќе се задржам на градската средина. Имено она што би сакала е да како резултат на оваа дискусија која што ќе произлезе, резултатот кој што ќе произлезе вечерва, а од мој агол е да биде една потврда на една историска шанса која што имаме да Академијата и владата, затоа што го имаме присутен министерот за транспорт и врски тука, да Академијата и владата во еден краток период направиме една платформа за подобрување на состојбата со сообраќајот во градовите и урбаната мобилност со цел справување со кризата, а подоцна таа платформа да ни представува една навистина цврста подлога за сите идни запати. Она што за момент професорот Краткутовски во последните мерки го спомна, значи ќе го продолжам, точно, кризата COVID-19 е првенствено здравствена криза, меѓутоа таа е и просторна криза. Тоа го објаснувам низ потребата за држање на дистанца, промена на начинот на превоз или преод кон пешачење и велосипедизам, потреба за реалокација на улиците, на јавниот простор, потреба за повеќе простор за разминување, повеќе простор за чекање на автобуските стојалишта или јас тоа го нарекувам урбан редизајн, добивање на простор антикорона или сообраќајно проектирање за здравје. Секојдневно следиме дека никогаш порано во многу европски и светски метрополи не било како во овој момент јасно дека моменталната автоцентрична состојба или автоцентричен модел на градовите многу влијае на здравјето, на безбедноста, на животната средина и воопшто на загадувањето кое што доаѓа од градовите. И тоа од една страна, но од друга страна никогаш досега и не сме виделе во колкава мера европските и светски метрополи вложуваат, владите и на локално и на национално ниво вложуваат и покажуваат цврста волја за уредување на јавните простори, за премин од автоцентрични модели на градови кон активна мобилност, односно пешачење и велосипедизам. Исто така, како никогаш досега, европските и светски метрополи вложуваат финансиски бенефици за субвенционирање на велосипедскиот сообраќај. Па тука и ние, како држава и нам треба да ни биде јасно дека тоа е решението за оваа криза, кога станува збор за урбаните, за градските средини, пред се за да се намали оптовареноста на јавниот превоз во овие моменти кога се олабавуваат мерките, но и тоа е начин да се продолжи оној обид на општините да ја намалат автоцентричноста, а со тоа да се намали и сообраќајниот метеж и загадувањето кое што доаѓа од сообраќајот. Затоа јас и ќе се согласите сите вие, кога станува збор за во која насока треба да се носи стратегијата во градовите, кризата ја сваќам како можност, но како и предизвик да им помогнеме на нашите општини, на нашите локални самоуправи, по примерот на многу европски и светски метрополи во еден краток временски период, конечно да го реализираат она што го планираат и размислуваат подолго време, а тоа е конечно да ги реализираат принципите и концептите за одржлив развој на мобилноста. Сега, тоа што министерот за транспорт е присутен вечерва, господинот Цугаревски, дополнително ме радува, затоа што директно ќе чуе дека
патот е изоден. Спроведена е анализа, направена е анализа на состојбата на 5 пилот општини. Тој извештај кој што е резултат на таа свот анализа која што ја направивме во општините во облик на бел документ за планирање и развој на одржливата мобилност беше презентиран во Собранието на Република Северна Македонија пред пратениците членови на Комисијата за транспорт и животна средина во септември 2019 година, така што останува со некои брзи одлуки и уредби на влада да подготвиме прирачник за сообраќајно проектирање во време на корона, односно или во време на пандемија, односно правилник за сообраќајно проектирање. Лично јас верувам, а на основа на сите анализи кои што ги имам направено во изминатите повеќе од една година, тврдам дека таков еден прирачник на кој во исто време ќе биде прифатен и од Министерството за внатрешни работи, од Министерството за локална самоуправа, од Министерството за животна средина, ќе доведе до решавање на децениските проблеми во општините. Сега сум сигурна дека ќе кажете тој пристап на проектирање не е нов, точно. Тоа е познатиот пристап и концепт на одржлива урбана мобилност, кој што може да ни донесе многу еколошки, безбедносни, економски, па и социјални придобивки. И за да можеме сето тоа да го оствариме, повторно ќе кажам, ќе се согласите, потребно ни е, и за да тие времени мерки останат трајни, потребно ни е голема политичка волја, соработка и конкретни акции. Сигурна сум дека повторно министерот може да аргументира дека имаме нов закон за урбанистичко планирање, дека во процедура се измените на правилникот за стандарди и нормативи за уредување на просторот, меѓутоа овде сакам да подвлечам дека точно ќе има придобивки од промената на законот и од промената на правилникот, меѓутоа затоа што имаме детална анализа на потребите на општините, на нивните можности, капацитети, ресурси, предизвици со кои што се соочуваат. Повторно ќе нагласам, тој нов правилник пак ќе биде за дел од општините автоцентричен, пак тие нормативи ќе бидат превисоки заради типот на уличната мрежа и повторно нашите општини ќе се соочат со потреба од дополнително поедноставување на постапката, дополнително поедноставување на бараната документација, поедноставување на процедурите, посебно кога е во прашање Министерството за внатрешни работи и Министерството за транспорт и врски. Што е она што јас на основа на мојата анализа во услови на пандемија, односно во вонредни услови, предлагам? Имено владата преку својата во моментот законодавна моќ може да ги поедностави процедурите за одобрување на или спроведување на брзи сообраќајни проекти за привремени пешачки и велосипедски патеки за справување со кризата. Потребно е веројатно да се вклучи Министерството за локална самоуправа, кое што ќе иницира да општините покажат волја и лидерство во време на криза да го алоцираат просторот за здрава мобилност. И клучно е да Министерството за внатрешни работи ги прифати и ги поддржи мерките, да ги ослободи постоечките патеки и да асистира на општините кога би сакале да го прошируваат просторот за движење на пешаците и велосипедистите. Дали коинциденција или не, но денес во 15 часот присуствував на веб семинар со заменик генералниот директор на Европскиот совет за безбедност на сообраќајот, господинот Болдвин, и она што тој го кажува е и порачува на земјите од Европската унија и на земјите од југоисточна Европа, е дека треба да делуваме сега. Значи, ако треба да делуваме сега, треба да делуваме и на локално и на национално ниво. Па имајќи оваа платформа, знаејќи ги препораките, можеме да делуваме и тоа на локално ниво во сите овие придобивки
целокупниот овај поп-ап или тактички урбанизам кој што времено ќе го воведеме во иднина ќе ни представува можност да процесот на изработка на генералните урбанистички планови ни се темели на онаа така наречена превртена сообраќајна пирамида која што во основите ги има принципите на одржливост, безбедност, заштита на животна средина и здравје. И на национално ниво сигурно дека ќе помогнеме во процесот на изработка на транспортните стратегии, на пример националната стратегија за безбедност во сообраќајот, затоа што она што денес го чув, а тоа се најновите европски истражувања, покажуваат дека дури 70% од сообраќајните незгоди се случуваат во урбаните средини, од нив 39% се сообраќајни незгоди со жртви пешаци, а 12% се жртви велосипедисти. Затоа и ние како држава мора да прифатиме дека мобилноста и безбедноста треба да одат заедно. Дека безбедноста на патиштата треба да биде основна компонента на плановите за одржлива урбана мобилност, а тие пак плановите за одржлива урбана мобилност треба да претходнат на генералните урбанистички планови. Ова е принципот или приодот кој што треба во следниот период да го забрзаме на некој начин како академија и како влада заедно. Еве, нема веќе да не би должела, за крај сакам уште еднаш да му порачам на министерот, доколку е потребно, и со останатите министерства кои што сметам дека имаат голема улога во овој процес, а тоа е Министерството за работи за локална самоуправа, дека треба да действуваме сега. Платформата ја имаме, анализите се направени, потребна е уредба и одлука на влада и општини со иницијатива. Благодарам. Ви благодарам, почитувана колешке, за вашето излагање и се надевам и владата и државата ќе ја препознае подадената рака од академската заедница и заеднички ќе соработуваме и во оваа нужна промена на стратегијата и на јавните политики. Овде може да се вклучат заинтересирани доколку има за дискусија или евентуални прашања. Колешката Дамчевска најави прашање до министерот за транспорт и врски. Јас го резервирам моето прво прашање. Кога Министерството за транспорт и врски ќе го заврши проектот Битола Скопје, Скопје Битола, да биде подготвен таа магистрала за нормално одвивање на сообраќајот? Знам дека има одредени подготовки, се работи на терен, но тоа не е доволно за да се заврши. Колку што паметам, а тоа одамна е, Преспанско-Пелагонискиот крај секогаш имал министер за транспорт и врски, но потешко било во делот на поврзувањето со Скопје и Битола. Тоа е моето прво прашање до министерот, сега колешката Дамчевска и други евентуално заинтересирани колеги доколку има. Повелете. Јас да поставам, проректоре? Да, повелете. Вака, јас би поставила прашање до министерот како понатаму, значи кои се насоките на владата околу финансирањето во патната инфраструктура, во железничката, општо во сообраќајната инфраструктура на национално ниво, дали проектите ќе продолжат или веќе ќе се запираат одредени работи, каква е значи буџетот на Министерство за транспорт од аспект за сообраќајна инфраструктура, имајќи предвид дека сообраќајот и транспортот учествуваат со голем процент во создавањето на бруто домашниот производ, околу 9 до 11% според статистички извештај, а вложувањата во оваа дејност значи беа многу мали, се надевам дека 2 до 3%, се надевам дека тоа нема така да продолжи и дека сега уште повеќе ќе сватиме колку е важна сообраќајната инфраструктура. Ви благодарам. Благодарам, колешке. Добив уште едно прашање. Кога се планира отварање на аеродромите од Скопје и Охрид во земјата, односно третата фаза на нормализација од пандемијата? Прашање до министерот. Почитувам, министре, повелете.
Дали ме слушате сега? Сега се слушаме, подобро може и да се видиме само. Така, трите прашања ќе ги одговорам, со тоа што третото прашање дополнително директорот ќе се вклучи. На првото прашање, значи видете, мислам дека првото и второто има заедничка. Ме слушате? Да. Ќе се обидам да поединечно одговорам. Прво за патот Скопје Битола. Значи зборуваме, едното прашање беше само за како автопатско решение или генерално, меѓутоа ќе одговорам и за едното и за другото. Прво, во делот на Скопје Битола, во изминатиот период, зборувам сега за овие 2-3 години од кога е оваа власт, значи голем дел на коридорот 10 беше реновиран целосно. Во моментот, бидејќи ние паралелно работиме на тоа што е експресен пат и сервисен пат, прво коридорот 10 со автопатското решение, голем дел од Скопје до практично до Градско беше реновиран. Во моментот се работи на патот, експресниот пат, кој што од постоечкиот пат не може да се види, тоа е делот на експресниот пат од Градско до Дреново и онај прекинатиот пат што е од Фариш до Дреново. Во моментот се врши на постоечкиот пат санација од 10 километри, со цел да бидејќи тој беше можеби еден од најлошите патишта во регионот, оние што патуваат, тоа добро го знаат, и тој ќе биде саниран. И очекуваме во наредниве некои 10-15 дена за прекинатиот пат, тоа е експресниот пат од практично од Градско до Париж, да продолжи со истата динамика која што беше. Значи за 10 дена 15 бидејќи е прекинат договорот со шпанската фирма да се биде распитен тендер на кој што ќе се избери фирма која што преостанатите 65% ќе ги направи. До крајот на овој месец очекуваме да биде распишан тендер за трите ленти од патот од Фариш до Прилеп. Значи трите реконструкција, целосна рекабилена трите ленти и во оние преостанати 4 километри каде што се две ленти кои што исто така во лоша состојба, исто така биде распишан тендер, тука се обезбедени и неповратни средства со цел да и тој дел биде саниран до Прилеп. Од делот од Прилеп до Битола планирано е автопатско решение, мислам дека јавното претпријатие за државни патишта заедно со Прележниот факултет работат на проектната задача, така да и тој дел би бил опфатен во целосната слика. И на крајот останува делот од Битола до Меđutlија, од Битола до Меđutlија, значи одиме со рехабилитација на постоечкиот пат и некаде јули-август месец треба да биде проектот завршен за експресен пат од Битола до Меđutlија. Тоа е едниот дел на мојот одговор, вториот дел се однесува на она што директно како прашање ни го поставивте, а тоа е за автопатско решение, тоа практично би дошло од Велес до Битола. Тоа е на ниво на основен проект. Согласно средствата кои што ќе бидат обезбедени, бидејќи станува збор за огромен инфраструктурен проект, некаде можеби преку 700 милиони евра, согласно динамиката на средства и согласно на проектните задачи кои што ЈПДП би ги имало, би се влегло во такво решение. Меѓутоа, во моментот е исклучително битно да постоечкиот пат и овој експресниот пат, како и патот Битола Прилеп, мислам дека треба целосно треба да биде саниран. Во делот, така да моите очекувања се тоа, ние како Министерство на транспорт и врски ЈПДП исклучително само на тоа работиме во периодот, така да погледнеме инфраструктурата на некаде преку 750 километри патишта кои што се рехабилитираа во периодот, мислам дека покажавме дека исклучително ни е битно да во наредниот период го изработиме и овој дел. За Пелоганискиот регион сакам исто да потенцирам дека огромен дел на тендери ќе бидат, така да мислам дека неколку 4-5 патишта исто така се планирани во Пелагонискиот регион да се направат и во делот на Битола, Прилеп, значи Кривогаштан и така натаму. Во тој дел, кој што очекуваме во овој месец да бидат распишани, Крушево исто така во делот, така да мислам дека... Дали ме слушате? Да, ме слушаме. Во тој дел. По делот на она што почитуваната професорка Верица го постави како прашање, да, значи ниту еден проект нема да биде застанат затоа што дел од буџетски средства се обезбедени преку јавното претпријатие за државни патишта и дел се од кредитни линии, значи апсолутно ниту еден пат
кој што е во моментов нема да биде запрен, без разлика на кризата која што ја има, така да мислам дека сите проекти тие ќе продолжат. Реализацијата на Министерството за транспорт и врски ланската година беше 86% на капиталните инвестиции. Исто така и јавното претпријатие за државни патишта имаше 85,4% реализација, така да согласно целата динамика која што е презентирана ќе продолжат. Јас сум свесен дека е најважна патната инфраструктура и во делот на брзината и во делот на безбедноста и мислам дека апсолутно ние ќе продолжиме со сите овие проекти, мора динамиката да се забрза и тоа јас го очекувам да се случи веќе сега на градежна сезона и тоа да се случи до крај на градежната сезона и согласно плановите се разбира и за наредната година. Сега во делот на аеродромите тука и господинот Тунтев може да се случи, значи ние разговараме и на кризниот штаб, разговараме и со Агенцијата за цивилно воздухопловство, исто така и на седниците на влада. За нас е исклучително битно да се создадат услови, тоа треба да се види делот и на регионот, меѓутоа и на сите оние услови кои што треба да бидат на аеродромите и во Скопје и во Охрид исполнети. Јас сум за варијанта двата аеродроми во еден момент да бидат пуштени, се разбира Охрид и заради туризмот и тоа го посакувам да се случи час поскоро. Мене едно најчестите поставувани прашање ми е ова. Меѓутоа, сепак треба да ја видиме ситуацијата каква е и согласно она што ќе значи најава, бидејќи сме разговарали со директорот на КАФ во неколку наврати дека и кога ќе се донеси соодветна одлука за пуштање на аеродромите, ќе бидат неопходни уште сигурно 7 до 10 дена за подготовка нивна во делот на тестирања и така натаму, така да се уште нема таква владата одлука. Донесено Комисијата за заразни болести ги следи овие сите начини, ќе бидат организирани, се разбира, и други протоколи кои што тие треба да ги дадат во делот, меѓутоа за сега таква одлука нема. Ја не би спекулирал со одговор од тоа кога, дали тоа би било од 15 јуни, 30 и така натаму. Добро, ви благодарам. Директоре Тунте, дали имате да додадете нешто на прашање и одговор? Ви благодарам. Јас само да се надоврзам на ова што го кажа министерот. Значи, многу е неблагодарно да се лицитира со датуми, затоа што отворањето на македонските аеродроми зависи во основа од две работи. Првата е поврзана со здравствената ситуација во нашата држава, а втората е поврзана со отворањето на воздушните патишта во Европа и во регионот. Значи, аеродромите можат и утре да се отворат, меѓутоа, кој ќе доаѓа? Кој ќе лета? Кои авиони, од кои дестинации ќе пристигнуваат и за каде ќе одат? Значи, логично е прво да се сконцентрира владата, односно кризниот штаб, односно Комисијата за здравство, на мерките кои важат за државните граници. Не постои логика да се отворат аеродромите се додека не се изврши рестрикција во заштитните мерки во однос на задолжителниот службен карантин за странски државјани, односно во однос на доброволниот карантин за нашите граѓани. Значи, тоа е првиот предуслов. Се разбира, од нивото на здравствената криза, да ја наречам, односно од нивото на состојбата со коронавирусот во нашата држава, секако дека ќе зависи носењето на таквата одлука. Јас очекувам од средината на јуни во голем дел од земјите на Европската Унија веќе да почнат да функционираат оние што ви ги спомнав, значи Health Safety Corridors, на одредени дестинации да летаат одредени превозници од одредени аеродроми и тоа очекувам полека да се реперкуира и кај нас. Значи во секој случај пред 15 јуни не очекувам никаква активност директна со поврзување на отворањето на аеродромите, меѓутоа и текако е времето важно за да се подготват и воздушните оператори и аеродромскиот оператор кај нас и провајдерот за навигацијски услуги, како и сите други субјекти кои даваат услуги во воздушниот сообраќај, значи со новите стандарди, со новите препораки кои се основа на европското законодавство, односно на релевантните европски воздухопловни здруженија,
да бидат нашите аеродроми подготвени за во моментот кога ќе се создадат условите да почне непречено да функционира меѓународниот воздушен патнички промет. Ви благодарам, директоре, на одговорот на прашањето. Процесот на нормализација некако ни е како тргни застани, реално. Мислам дека малку похрабро и како држава и како влада треба да влеземе во процесот, со оглед на тоа што и во делот на мерките кои се превземаат, со оглед на тоа што доколку дојде до процесот на нормализација и похрабро влегување во спроведување и на репресивните мерки на целокупната територија таму каде што е таргетирано, сметам дека самиот факт што останавме држава во која на подолг период оваа бројка, сметам дека треба малку похрабро да влеземе и во планирањето и на ресурсите и од безбедносен аспект и сметам дека вие го кажате во вашиот дел, но овие 10 на 15 дена државата треба реално да ги искористи за подготовка и на аеродромите и кога целокупно ќе дојде до отворање на воздушниот простор и на околината, држави мислам дека треба да сега има прашање на деканот Нусев, а потоа да финишираме со завршно враќање на министерот и колешката Дамчевска, која е еден од иницијаторите на дискусијата. Повелете, декане, со вашето прашање. Благодарам, проректоре. Јас малце и надвор од темата ќе би го поздравил министерот, еве би го прашал, навистина ние универзитетите имаме проблеми со легализацијата на зградите наши. Значи, ако се направи една анкета, ќе се види дека многу од објектите излезат дека се дива градба, иако ги користиме по 60 години. Би ве замолил, дали и покрај сега моменталната криза ќе продолжи постапката на легализација на нашите објекти и би замолиле вака да се убрза работата, бидејќи навистина ние имаме добиено средства од институции за поставување на фотоволтаични централи и не можеме да ги реализираме бидејќи излезе дека зградата е дива градба, иако ја користиме 60 години и кусура. Дали, мисламе, ве замолувам да, ако може, да ја убрзаме некако работата. Апсолутно. Се слушаме? Да, повелете, можеме да... Имаше одреден застој во предметите согласно на што беа одлуките поврзани со администрацијата. Знаете дека таму работат комисии, па имаше еден куп мерки за да не идат дел заради деца до 10 години, дел с хронични заболувања, дел реорганизација во администрацијата и морам да признам дека имаше одредени застои во постапките. Јас се надевам дека доколку во наредниот период компletно администрацијава се врати, ќе убрзаме најголем дел на постапки. За предметот за вашиот баш уште од утре понеделник ќе видам до кај што е, за да дали има било каков проблем за да се надмине оваа ситуација. Ви благодарам. За техничкиот факултет, така? Да, за техничкиот факултет. Ви благодарам, министре. Нема проблем. Ви благодарам, колешке Дамчевска, повелете да финишираме и на крајот завршниот збор ќе го дадеме на министерот за транспорт и врски. Уште еднаш ви благодарам на сите за оваа средба, за присуството и за поканите на кои се одзвавте, за времето кое што го потрошивте и со кое што не почастивте. Во овај веќе скоро 2 сати, без 20 на минути, без 15 минути. Значи дека темата е интересна, иако бевме ограничени на кратки излагања, има уште многу да се зборува за сето ова. Меѓутоа, да се потенцира дека влијанието на сообраќајот и транспортот, односно на оваа пандемија врз сообраќајот и транспортот и обретно, значи тоа е во еден меѓуоднос и сите овие закони, правилници и други правни акти би можеле и би требало да ги уредиме секако во овој контекст, со тоа што би можеле максимално да ги заштитиме и патниците кои се превезуваат независно во кој вид на сообраќај, дали е тоа патнички, воздушен, железнички, воден сообраќај и слично,
и превозот на стока да се изврши на најбрз начин, на најлесен, најевтин начин, секако без многу застои по границите. Во 15 часот имавме еден линк испратен од ректоратот за Американската амбасада. Имаше исто вака за транспорт тема Smart City, значи паметни градови во кои што имаше 6 презентации поканети од предавачи во Американската амбасада и навистина беше многу интересно. Еднаш у мене ми остави впечаток дека се понатаму кој што ќе се прави во сообраќајот и транспортот е со примена на интелигентните транспортни системи и на IT технологиите и на паметните значи уреди, смарт уредите. Тоа значи дека фактички транспортниот систем е во систем на тие информатички технологии, односно систем со целосно задоволување на потребите на патниците и на превозот на стока, значи на најсовремен начин, почнувајќи од автономни возила, возила без тие технологии се многу важни и тие технологии се еднината на сообраќајот и транспортот, кој што навистина значат дека тие технологии се еднината на сообраќајот и транспортот и една изрека, една идеја која што ја видов на презентациите, дека сообраќајот и транспортот се показател за економскиот развој на државата. Од една страна ја подпомагаат државата, а од друга страна го служат населението на било кој начин и при превоз на патници и при превоз на стока. Уште еднаш се заблагодарувам на присуството на сите говорници, на сите слушатели. Посакувам се најубаво, значи убави решенија и мерки да се донесат за поквалитетен живот. Ви благодарам. Ви благодарам, почитувана колешке. Сега да видиме како завршен збор, бидејќи беше воведен министерот по делот на подготовките на државата на отворањето и на коридорите и аеродромите, дали сега генерално се подготува и што може како заклучок според вас да извлечеме од реалната потреба на промена на јавните политики во делот на транспортот и врските? Добро, прво уште еднаш да се заблагодарам на дебатата која што денес ја водевме. Мислам дека станува збор за изворедна дебата, одлични. Мислам дека беа дискусиите, посебно на луѓето кои што работат на ова, на нивните професии и во делот на професорите, се разбира и во делот на ние во наредниот период треба да го превземеме. Значи, прво, мислам дека работењето на државата во моментот ќе биде уште подобро доколку има прво институции како што и собранието, влада која што би била со јасен мандат со себе, бидејќи и ова сето што во моментот го правиме заради vanredната состојба и заради здравствената криза, мислам дека има и свој век, бидејќи колку и да владата сака тоа да го прави, мислам дека апсолутно не може се до крај со уредби со законска сила да носи и да ги решава сите овие проблеми. Јас затоа се надевам дека многу брзо ќе биде и избран парламент, влада, ресорните министерства со полн капацитет ќе работат, се разбира општините, бидејќи навистина имаше одлични предлози во делот на професорката Јасмина, која што навистина даде изворедни предлози кои што треба да и тука имаат опфат голем број на министерства кои што треба да бидат вклучени, а пред се она што крајно таа го потенцира делот на општините. Сакам да потенцирам исто така дека во делот еве конкретно и почитуваната професорка Верица го спомна делот на и законот за превоз во јавниот сообраќај, значи апсолутно ние неколку пати изменувавме уредбата, тоа е како да кажем, од една страна решавањето на големите проблеми остава некојаш правни празнини во делот на како си ги толкуваат, дали инспекторатите, дали луѓето кои што работат со превоз. Конкретно се соочивме со последните случувања на пандемијата во општина Штип, каде што некој сака поинаку одредбите од законот за превоз во патен сообраќај да ги толкува и така натаму. Тоа го правиме и замислете се низ разноразни наши измени, тоа го менуваме, дали станувало збор за патници, дали превоз за сопствени потреби и така натаму, и тоа беше многу често пати злоупотребувано и на крајот донесе одредени, да речем, луѓе кои што се денеска заболени таму. Генерално гледано, кажав и во делот на моите одговори, државата апсолутно останува за делот на проектите кои што ги има и во делот на патната инфраструктура, делот на железничката. Тука ќе ја спомнам и гасификацијата, изградбата на водоводи, канализации, се она што
значи комунална инфраструктура, тие тука нема апсолутно да застанеме, напротив, согласно средствата кои што ги имаме, тие се обезбедени бидејќи во криза. Сите тоа го зборуваат и тоа е вистина дека мора капиталните инвестиции да движат се со цел да движи не само градежништвото, генерално и македонската економија, и тоа ќе се случува во наредниот период. Јас се надевам дека проектите во целост, она што се и замислени и предвидени согласно програми, не заради суштинско некое формално исполнување на тие програми, туку апсолутно како потреба на граѓаните, како бенефит за граѓаните, тоа ќе се случи во следниот период. Јас сум убеден во тоа, да, ние ќе ги правиме подготовките, меѓутоа секогаш во делот на она што ќе значат подготовки, дали во делот на патната инфраструктура, вие спомнавте воздушната, беше тема и од почитуваниот Тунтев ја спомна, сепак мора да се базираме на мислењето на Комисијата за заразни болести, кој што го дава, бидејќи препораките, мерките, тие излегуваат како предлози од таму. Поратаму главен кризен штаб ги разгледува и на крајот владата носи одлуки. Јас се надевам дека во следниве денови, видовте во изминатиот период имаше изголемување на бројките на заболени, се надеваме дека по наредните 7 до 10 дена тие бројки ќе намалат, се со цел да навистина овозможиме да граѓаните можат да ги користат и аеродромите и сите гранични премини, да излеземе во пресед. Државата е подготвена. Значи Министерството и агенцијата подготвени се што е она што ние треба да правиме. Меѓутоа мора претходно да се создават условија, тоа е да се намали бројот на заболени, се со цел да навистина создадеме услови во натамошниот период да вратиме барем еден дел на нормалноста, колку што таа нормалност може да биде. Ви благодарам и уште еднаш сакам да се заблагодарам за она што ми овозможивте да презентирам делот тоа како влада, како министерство, како агенции се справуваме со пандемијата во овие 3 месеци. Ви благодарам, почитуван министер, за вашето учество. Благодарам и на директорот Тунтев, на колешката Дамчевска, Кракутовски, Буневска, Талевска и на ректорот и на деканот и на сите учесници што е повеќе од час беа на вечерашната дебата на корона диалозите кои лека полека се надевам ќе во овој месец ќе ги финишираме со оглед на и уште еден-два предлози кои имаме од единиците за организирање на диалози. Ова ќе биде постирана ова дебата на социјалните мрежи на универзитетот и пренесена преку медиумите. Благодарам на сите вас што вечерва бевте во ова дискусија корона диалози 5 поред и ве поздравувам и останете со добро здравје. Голем поздрав. Се најубаво.